Пелистер, највисокиот врв на планината Баба, кој достигнува височина од 2601 метар. Овој планински масив му припаѓа на Родопскиот систем и се наоѓа на најјужниот дел на Социјалистичка република Македонија. Негова основна карактеристика е тоа што овде допираат и алпските растителни елементи. Научниците истакнуваат дека Пелистер е најјужната планина од алпски карактер во Југославија. Исклучителното значење и специфичноста на Пелистер е во тоа што овде на релативно мал простор се собрани голем број природни појави и убавини на флората, релјефот и фауната. Вегетацијата на Пелистер ја сочинуваат 88 видови растенија, класифицирани во 23 фамилии. Таа зафаќа 29% од вкупната македонска дендрофлора. Вистински пелистерски убавици се нарекуваат боровите шуми под ретката молика. Моликата е автохтон петоиглест бор, што расте само на неколку планини на Балканскиот полуостров. Меѓутоа, местоположбата на планинскиот масив, кој од источната страна го има богатото пелагониско поле, а од западната Преспанското езеро, овозможи и останатата флора да добие специфично ботаничко обележје. Во 1948 година, токму поради исклучителното значење, интересноста и привлечноста на флората, релјефот и фауната, Пелистер е прогласен за национален парк. Со тоа се обезбедени претпоставки за зачувување на исконската убавина на планината. Кои се основните природни карактеристики на Пелистер? Релјефната структура тектонски е дооформена во средината на терциерот, односно во времето на алпското набирање. Релјефот пленува со својата скулптура и пластика. Тоа се забележува овде на црвени стени. Меѓутоа, со својата атрактивност не заостануваат ни Јоргов камен, ни Козји камен. На источната страна на планината, под дејство на механичкото распаѓање на карпите, се создадени големи лабилни блокови. Од овие блокови со натамошните природни процеси се создадени така наречените камени реки. И природниот феномен на камените реки ретко се среќава на други планини. На Пелистер има шкрилци и магматски карпи. Шкрилестиот гранит главно е присутен на повисокиот дел. Фрагментарно се среќаваат и други видови карпи како габродиабези, палитити, пегматити
и квартерни седименти. Поради изразитата релјефност на теренот и големите разлики во надморската височина, постојат разлики и во почвите. Меѓу 1100 и 1600 метри надморска височина, каде што се присутни подобри климатски услови за хемиско распаѓање и минерализација на органските материи, под шумските заедници на моликата со папрат и моликата со боровинка се формирани кисели кафеави почви. Во најголемиот дел од преку 1800 метри се создадени хумусно-силикатни почви. На Пелистер има и две глечерски езера кои со право се нарекуваат Пелистерски очи. Големото езеро е на надморска височина од 2218 метри. Неговата должина изнесува 223 метри, а најголемата широчина 162 метра. Длабоко е 14,5 метри.
Големото езеро се наоѓа малку повисоко. Тоа е на надморска височина од 2280 метри. Долго е 79, а широко 68 метри. Длабочината изнесува 2,6 метри. Во лето само по некој се решава да заплива во студените води. Во 1839 година австријскиот ботаничар Август Гризебах на пропатување во Битола на некогашниот дрвен пазар каде што се продавале дрва за огрев, забележал необичен примерок на бор. Тоа беше ретка можност научно да го обработи и да го афирмира ова растение. Во почетокот Гризебах сметал дека моликата е вариетет на алпскиот бор, но нешто подоцна, односно во 1844 година, моликата која расте на Пелистер ја истига на ниво на вид. Моликата се среќава и на други планини на Балканот, но она што е особено значајно за Пелистер представува податокот дека тука се наоѓаат најголеми комплекси од овој бор, кој инаку е реликт од терциерот. Инаку главна карактеристика на овој петоиглест бор се шишарките кои се доста издолжени, сместени на кратки дршки. Сиво-зелените петоиглести листови се долги од 7 до 10 см. Станува збор за мезофилно растение кое расте на засенчени места. Горната граница се протега и до 2000 метри надморска височина. Во последно време, благодарение на тоа што Пелистер е прогласен за национален парк, моликата почна многу да се шири, особено во пониските места, па се спушта до селата Трново и Магарево. Моликата била предмет на проучување на поголем број автори, меѓу кои се Ханс М, Иво Хорват и други. Научно е утврдено дека во Европа има два вида петоиглести борови од групата Цембра пинус, и тоа Пинус цембра на Алпите и Пинус пеуце на Балканот. Овие имаат сличности со некои борови од Азија. Се потврдува тезата дека предокот на сите борови во светот е ист од времето на терциерот, кои за време на глацијацијата едни емигрирале кон исток и југ во Америка, други на југоисток на Балканскиот полуостров, а трети право на југ во Јужна Азија. Во алпскиот регион на Пелистер, кај големото и малото езеро, кои ги носат сите карактеристики на високопланинските леднички езера, е пронајдена пелистерската качунка како ендемично растение. Во близина на големото езеро е пронајдено и инсективорното растение Пунгуицула лептоцерос, како и други видови високопланински растенија.
Карпите може да се сретне алпската чавка, која спаѓа во редот на доста ретките птици. Во субалпскиот дел на буката под големото езеро се наоѓа папратот, како и други растенија карактеристични за оваа асоциација. Инаку алпскиот дел се карактеризира со високопланинска вегетација, во која има и некои ендеми. Националниот парк вложува големи напори и во заштитата на животинскиот свет на Пелистер. Се забележува присутноста на зајакот, дивокозата, мечката, волкот, лисицата, срната, еленот и други животни. Пелистер е планина во која не само што се зачувале терциерни и флорни елементи, туку тоа е средина за генеза на алпски и арктоалпски видови. Мислата дека Пелистер е своевиден музеј на природните реткости се однесува и на флората. Значаен придонес во заштитата дава Националниот парк Пелистер. Вкупната заштитена површина изнесува 12.520 хектари, од кои под Моликова шума се наоѓаат 2000 хектари, под Моликово-елова шума 1000 хектари, а покрај Буково-дабовите и лесковите шуми кои се на пониските делови од планината, кон врвовите има високопланинска вегетација од 2830 хектари. Формирањето на Националниот парк Пелистер не само што овозможува да бидат применувани научни методи на планот на заштитата, туку да се вложуваат и постојани усилби за подобрување на вегетацијата. За 15 на години, например, вкупната дрвена маса на Моликата е зголемена од 81.349 купни метри на 213.546 кубни метри. Исто така, овозможено е двојно зголемување на дрвната маса и кај елата. Ова докажува дека заштитата на Националниот парк не значи негово консервирање. Поради многобројните реткости и специфичности, Пелистер го привлекува вниманието на научната јавност. Особено интересирање се разбира постои за Моликата. Како реликт, односно жив фосил од периодот на терциерот, Моликата по своето значење се споредува со она што го има охридската пастрмка. Овој бор научно го открил познатиот виенски ботаничар Гризе Бах уште во 1839 година. Од тогаш па досега, Моликата и другиот растителен свет на Пелистер биле предмет на интересирање од многу научници. Битолскиот ботаничар Александар Тодоровски со сигурност може да се рече ја има најбогатата збирка од растителниот свет на Пелистер.
Валоризирањето на природните реткости и нивното користење главно се бара преку развојот на туризмот на Пелистер. Урбанистички оваа планина спаѓа во Охридско-Преспанскиот туристички регион, со нагласен стремеж за развој на зимскиот и летниот планински туризам. На североисточните падини, на целото ниже поле, треба да се развива зимскиот туризам на извонредните терени за скијање. Почеток во таа насока се младинската населба во која неколку лета се сместени бригадирите ударници, како и асфалтниот пат. Зоната на летниот стационарен туризам се наоѓа на источните падини во Моликовата шума. И до овој дел на Пелистер стигнува асфалтен пат. Сушност, планината е оддалечена само 10 километри од Битола, град со преку 85.000 жители. Поставена е и трасата на туристичката сообраќајница која од Битола преку Пелистер ќе води кон Преспанскиот брег. Оваа сообраќајница треба да го поврзе целиот туристички комплекс на Пелистер, Преспа и Охрид преку Галичица. Туризмот ќе отвори перспективи и за жителите од подпелистерските села. Животот на овие луѓе отсекогаш бил поврзан со планината. Овие камени куќи и покриви од камени плочи се верни сведоци за тоа.